Она кога ќе се спомене звезда, вистинска оперска дива, синонимот во Македонија и многу пошироко е господја Милка Евтимова. Јас ви посакувам добре дојде во емисијата Астрорум и ви благодарам што со вашето присуство ќе ни пренесете цел еден свет со еден глас, како што е всушност и вашата биографска книга, напишана од господја Снежана Анастасова Чадиковска, и во која што е опфатено или барем е направен обид да се опфати се она што сте правеле во вашата кариера. Добре дојдовте. Ви благодарам, добро ви најдов и благодарам за изворената покана што ме трогна, бидејќи не сме се сретнале многу одамна на вака на подиум, кој што сме се среќавале многу пати и така што со два збора можам да кажам од се срце ви благодарам што ете така дојдовме пак во контакт да се представам, што викат луѓето да видат дека сум уште колку толку добра и обстанувам па сега до кога како, фала му на Господ. Вие сте пример за виталност и нешто што не води кон мислата дека со уметноста секогаш се останува млад. Мене ми е особено задоволство, многу пати сме разговарале и секој еден разговор е посебно инспиративен и ме мотивира и повторно да ве побарам. Кажете ми, сме разговарале, јас ја знам вашата кариера, меѓутоа младите генерации чинам дека треба да дознаат каква е музичката историја, токму низ врвените уметници, токму низ каријатидите и корифеите на македонската музичка уметност. Вие сте од генерацијата која што е впишана во историјата, од една училишни другари со Александар Џамбазов, со многу видни личности. Сакам да ве прашам накусо од кога почна вашата музичка кариера? Претпоставам дека родителите имале голем удел и натаму како се движеше вашето школување? Па пред да почнам за школувањето, да спомнам дека јас произлегувам од Радовиш, од една фамилија, ние сме 7 члена, мајка ми, татко ми, 4 керки, од татко ми и мајка ми, и едно братче. Од 51 година јас сум во музичкото училиште во Скопје, бев, мислам, 6 години, каде свирев клавир и виолина, потоа за оркестарот, бидејќи алт клуч читав добро, свирав виола, а потоа, пак ќе кажам, тоа го приметиле посебно професорот Гајдов, кога јас ќе пеев, мислам кога ќе ме дигнеше да солфежирам, јас не од солфежирав како другите сол, до, си, ла, сол, фа, ми, ре, до, ла. Јас пеав сол, до, си, ла, сол, фа, ми, ре, до, ла. Со интерпретација. И Гајдов вика, што мислиш ти, вика, Милка, така што топло пееш и убаво? Викам, ебе, убаво и солфежирам, викам, и сум убава. Цел клас аплодис ми направи. Вика, како може тоа да го кажеш? Викам, како, што да ви кажам? Зошто вие него тоа правите? Чувство дајте. Они се стварно такви тонови мртви, ама вие мора да ги оживите, како речеме на разни инструменти, како што е виолината, гитарата, разни дувачки инструменти. И од тоа јас дознав дека он го пренел тоа на директорот Илија Николовски Луј и ме вика горе, ми вика, Милка, ти можеш да дојдеш во 2 сатот горе во салата? Викам, зошто, професор, што се деси?
Ја мислев нешто, кој знае што ќе ме прашува, што има намера. Кога јас одам стварно, кога гледам професорот Трпков кој што ми предаваше пеење, директорот со мене влезе, натре професорката Наталија Конева Лозинска, целиот колегиум, и кога ги видов, и професорот по Софеш, и јас се зачудив, што е? А гледам професорот Коста Трпков седи на пианиното, на клавирот. И вика, ај сега нешто да ни отпееш и да ни да почнеш со професор што ќе ти свири, тоа да повторуваш тоновите. Ја викам, што е проблемот, викам Каде сте сакаме да те чуеме како пееш. А ја многу во пеев, зашто ние од 2 години, бидејќи татко ми 15 години живеел во Торонто, 12 години свирел виолина. И кога дојде, сите песни, зашто сите пеевме убаво 4 сестри и мајка ми преко 150 знаеше песни. Сите пеевме и он не пратеше со виолината. И јас, како млада, 3 години или имав, колку имав, ја зимам виолината, тато со кој прсто, а на столот ја ставам виолината од таа страна, не може да држам. И со кој тато и ајде, ми се чини дека Битол или не знам која почна прва кога дојдов овдека на приемен испит, тоа сака да го кажам, директорот се зачуди, кој викам, а може ли да ја добијам, викам, виолината? Вика, што? Па викам, да видите дека знам и виолина да свирам. Кој циганин те, вика, научил? Викам, директоре, немојте, викам, така, татко ми не е циганин, реков, прославен. И така тоа ми беше една сатисфакција дека во себе носев јас доста таа музикалност, али татко ми беше тој кој што сакаше да пеем. Сите пеева, јас кога почна виолината, он почна, ти ќе бидеш, вика, уметник. А ја тоа не знаеш што значи уметник. Што беше да каже, ќе свириш на виолина. Викам, како е тато, и почна да ми зборува за тоа, и така јас се решив да дојдам во Скопје. Уште тогаш се гледаше дека ќе бидете таков маркантен мецо-сопран? Не, само он рече, ајде да пробаме, И ја викам, директоре, виолина свирам, 5-6 сата клавир свирам. Сега виола почнав. Па викам, каде имам ја толку предмети да ги учам? Јас сум по 3-4 сата спиела. И ја викам, тоа не можам да издржам. И он вика, колешке, по клавир на професорката, колешке, може, вика, да направите вие да попуштате малце клавир? Вика, како не, ако почне, вика, како, сигурно. А ти, колега, за ова виолина, па може. Реков, тоа може. И стварно ми попушта така да можам јас да одам на часови по соло пеење. И тоа беше за сите фрапантно. Моите колеги, што правиш, вика, така да си со професорите толку, вика, блиска, што тебе те видиш, сака да те да направат од тебе, вика, се повеќе и повеќе. Па викам, ако сте добри, ако работите, ќе бидете. И јас што направив? 51 година, тој беше на Борис Тројанов, таткото, Гога Тројанов. Беше кај мојот професор, после што го имав, Јурис Бетето. И јас се јавам, викам, дај ми го ти мене адресата, викам, како се вика професорот, ми го кажа. И јас му пишам вака и вака, 2 години сум учела и би сакала да дојдам во Љубљана, па ако може и кај вас да бидам. И он вика, драго дете, оти беше многу добар човек, срце злато, драго моје дете. Вика, многу ми е жал, ама мојата класа е полна, ако може, вика, да одите на друг факултет и така. И јас разочарана. Отиде во Загреб, имаше надпревар и ми вика директорот, викам, да ме слушне, викам, некој професор, директоре, така, викам, што, а оме многу ме засака во средното муичко училиште, дури ти ја познаваш госпожа Нада, дури на ручек ме викале многу пати тука кај Илија Николовски Луис, директорот, да. И ја кој фати ме под рака. И тоа сите ми беа љубоморни. Вика, моли да е млад, да е помлад, вика, ќе мислев дека со него имаш нешто. Вика, вие нормални ли сте, бе? Како можете такви работи да размислите? Сите потврдија дека господинот Илија Николовски Луи бил повеќе од директор, дека бил татко, вториот татко на сите. Кој беа добри татко или па кој беше недобар, па го советуваше. Немој си не вака, вака да направиш, ти си млад, треба да успеш ово. И тие работи мене ме фрапира и ме мотивира да работам.
Сега тоа ми беше одим, вика, Во Загреб ајде, на вика, во надпревар. Загреб, вика, ако оти тог имаше надпревар и Тодоровска се јави, она исто така се пријави и вика, ај ќе одиме таму, ќе најдеме некој професор, вика, и Да ме слуша. ќе те слушнат. После неколку дена ми вика, Милка, ајде да те пријавиме, вика, професор теше само бак немаш научено. Подготвено. И ја викам, ама да не се зафркнеме ние да ја обрука Македонија. Не се секира, вика. Ќе видиме некој професор тамо, а ако те пријавиме, ако биде, ако не, вика, ќе те слушат бар од жирито, ќе те слушнат некој. Шанса да ви го слушнат гласот. И јас, сега кога ќе се сетам, цела да се наижо. Прва награда не беше доделена, втората награда Тодоровска нашата од Скопје и јас третата ја добив. Па после двајца од Загреб. Тоа беше страшно. И јас се вратив, Вие без никакво искуство, никакво, со 2 години, пеење сте да, учеле 2 и години. веднаш трета награда. Да. И тога му пратив на професорот, мислев ќе слушне, па ќе рече ајде дојди. Он не слушнал и ми праќа писмо. Вика, Ве драго разочарува. дете, ово не можам, ова малзе. И сега што стана? Доваѓа директорката од Средното музичко училиште од Љубљана кај секретарката и она каже: "Леле, што бе 2 македонки. Абе како ово оно. Ама таа па што е ова мецо-сопранот. Каква убава едно друго, музикална." И во тоа време доваѓа деканот кај секретарката отвара и беше вратата од секретарката одма деканската врата. И он доваѓа, вика, кој, не, има ли некој од нашите добија од Словенија? Не е директ, ова декане. Ама 2 македонки, растурија, вика. Добија втора и трета награда. Втора и трета награда, да, вика, ма таа мецо-сопранот, вика, третата награда, толку убава, Милка Евтимова. Што? Вика, па јас Се сетил на името. и прати, вика, Негативен одговор. писмо, вика, дека не можам, вика, да ја примам. Леле, декане, викнете, што може да направите, само да дојде. И он, другиот ден, јас добивам Друго од 9:15 друго писмо, експрес ги пракше. Сепак се предомислив, ако може да дојдите. И ја телеграма Доаѓаме до тоа добриот глас на на далеко Гога, се слуша. да, на Гога му праќам телеграма, чекаме на железничка станица во 8:30. Тоа никош нема да го заборам. И он доваѓа, стварно ме дочекува и викам, јави се на деканот. Чека, вика, сега он ко 10 сат ќе оди, вика, во факултет, како, вика, да... Јави се, викам, да видим што ќе каже. И вика, добро, вика, што ме така, нека се одмори, нека јаде, нека се одмори и после тоа, вика, ќе се видиме поручек. Кажи му дека сум јадла спира. А ја, ни спила, ни јадла, ништо. Сакавте веднаш, толку имавте нетрпение. Нетрпение имав. Бев одушевена од Дека ме трета викна. награда. Трета Да, награда добиеш со 2 години. Сите се распеваат со едно години. друго, вежбат. Ја се изненадив, ама бев стварно многу професионално се однесов од Тоа од 2 знаеме, ни години. целата ваша кариера. И после што се деси? Одиме таму и професорот вика, што сакате? Не, жена му, што сакате? Чајче, нешто оба, кафе? Не, вика, благодарам си, викам, гладно се уште кафе ми треба, па после тоа не знам што, викам еден чај ако може, ама викам без шекер, а она вика, па знам, пеаче, не. Држа диета. Не, шлајмик им се раз, вика, знаеш она дека пред тоа дека сега ние сладко да не смееме да каснеме, зашто треба да зборуваме и да пееме. Така е. И ме распевуваше. И вака ме погледна и се насмеа. Вика, имате нешто ноти, а јас од дипломскиот Партитурите ги понесовте. И од пренадпреварот ги носам во ташата, викам еве, и сега вика 5 работи. И јас тие 5 работи што ги имав тоа на крајот хабанерата. И си пеам и Значи вам Кармен ви Кармен, следеше и од првиот момент. Ко пошол ја тарарира да пеем ова хабанерата и он вака прави. И може да се смее. Викам, што ми се смее, значи... Добро е. Добро Добар е, знак. дали некој ќе ми најде професор да ме упати. И на крајот вика, дете мое, у 100 години долази оваков глас во Љубљана. Абе, не можам да ви опишам какво е тоа чувство кој ќе го доживеете. И тоа во монографијата од Гога Трајанов го даде, вика, вака и вака и вака. А он беше присутен, зашто он ме однесе таму. И сите ми викат, како да не? Како да не, со најблиските. Сведок со кредибилитет. Некој беше љубоморен, некој не веруваше, ама некој така, како да не?
Вашата кариера е долга, успешна, со многу настапи. Што би можеле да издвоите, освен дека сите ве врзуваат и вашата појавност и вашиот маркантен настап со Кармен? Па можам да кажам дека поред тие 45 улоги, кои се и големи и некои мали, ми доваѓа Трубадур. Бидејќи тука 61 година настапи со Трубадур, Ацучена. И така со таа улога настапив 63-та во Софија, ја добив третата награда, и настапив во Љубljana како прва улога. Дебитирав во Љубljana, во нивната опера со Трубадур и после тоа Кармен и после тоа сите тие улоги кои што доаѓаат. Јас, значи, имам преку 45 роли, значи од големи до мали. Сум настапувала скоро на сите фестивали надвор, до Сицилија сум била. Со Ловро Матачич, морам да го спомнам, тоа сме биле во Виена, кој што сакаше да ме, што викам јас, киднепира, да ме земи и му викаше на Скаловски на Кочко. Абе, пуштете, вака ќе ја држите, вика, пуштете низ цел свет да ја прошетам. Во неговата опера... Сакаше да ве протежира, да ве препорача, да ме препорача тамо, вамо, да ме однесе и вика, бе, ќе видите како ќе после вака ќе ја држат сите. Јас не, Скопје. Сега малце од таа гледна точка ми е жал. Јас можев тука да доваѓам, не морав во Љубljana да отидам. А можете многу повеќе да постигнете, сакате да кажете, да. Јас доваѓав тука во Скопје, сама си плаќав авион, во операта не им нарачунав ништо, затоа што ме пуштија во Љубljana, таму си дојдов плата, и плюс тоа ни за јадене, ни за спиење не зимав. Од или кај сестра имав, или кај пријатели, сите сака, дојди кај мене. Значи, имав. И сакам да кажам дека ни сите републики, ни сите држави, во Бугарија имам преку 48 пати настапувало, до Варна, Пловдив, Слънчев, ни сите тие помали градови, дури надвор сме имале концерти. Така што едно, како да кажам, морам... Секако сте задоволни со ова, но кога ќе размислите, сигурно се можеле и многу повеќе. Што значи тоа многу повеќе? Затоа што жалите за некоја сцена, за некоја улога? Од Њујорк беше Курт Адлер, нема никош да го заборам неговото име, беше диригент во жирито во Софија. Од кај него дојде менаџер, оти ми напиша на најубавиот глас, на најшармантната певица со желба за светска кариера. И после тоа, другиот ден доаѓа, од тамо ме вика да ме ангажират. Јас викам, не можам, сега сум дошла, 61 година сум дошла во Скопје и сакам да им се одолжам. Од Виена дојде, исто така. Од Чешка, исто така. Што па, во Чешка па бев, гостував со Кармен, бидејќи главниот режисер кој што во Прага беше 2 пати дојден во Словенија и са бале јас одам да пеам, дали беше тоа Пикова дама, тоа е значи пократка од колку Кармен, а вечерта имам представа Кармен. И ја му викам, маестро, дали може, викам, да пробаме нашата слика, зашто вечер имам Кармен. Молам? Викам, Кармен имам представа. Па како можете да дојдете, вика, Кармен, да дојдете тука на проба? Па викам, сепак се гости, не би сакала, викам, да ве оставам да... И он вечерта ме гледа и одма доаѓа, вика, јас ве канам да дојдете кога можете. Кога можете, не тогаш, кога можете. И ја отидов и директорот, прашав, директоре, кога сум ја слободна, мене ми треба 3-4 дена. И ја така отидов тамо, што пак ќе се пофалам, Кармен ја пеев, од 2,5 метра скокнав доле. Што ниједна Кармен не сакала тоа да го направи. Ја викам, добро, ама кој мене ќе ме прифати вака, да ме држи, да не скршам много или друго. А вика, кој мислите? И ја тамо најден голем вака го видов, викам, еве господинот. И го викнав, дојде кај мене, викам, вака и вака, викам, дали може јас кој ќе речам, после
Се договоривте за знак? даде измеѓу првата стропа и другата стропа, тамо на балконот се шетам со нозите и се вратив и и он така ме префати и јас горе го прифатив и така. Ама тој аплауз кога беше ја мислам срцето ќе ми остане. Мислам тие моменти ги кажам затоа што Џабе да ги фалиме денес бидејќи представите се многу повеќе бараат од пеачите, не е веќе статичност, вие тоа сте го правеле од тие времиња. Значи сега, предадени за уметноста. Модерни представи, посебно тројата ќе спомнам, значи не можам Не ви да се го допаѓа? Не. Кој сака нека каже, али тоа не оди кај нас. Не. Во другите градови може би. Кажете ми, сте правеле многу жртви за оваа земја, со тоа што сте биле посветени, сте одбивале улоги. Дали од оваа дистанца сметате дека и земјата ви се одолжила? Па јас можам да кажам дека ми се одолжила. Во тоа време имаше такви луѓе кои што знаева тоа да го ценат. Денеска не знам дали би го тоа доживеела, затоа што јас тогај мене ми завидуваа уште мои колешки колеги. Се како вистинска примадона, така се ценеше уметноста, уметниците? Не би рекла дека сум примадона, зашто пред мене имаше прва генерација. Прва генерација Фирфова. Па добро, сите генерации имаат примадона па јас сум од втората генерација. Да. Така да. Тој не се чувствував така. Али после тоа кога видов дека напредувам, одам таму. Јас не знам на колку фестивали сум настапувала. Во Македонија нема фестивал кај што не знам по колку пати не сум настапувала. Можби тоа ќе излезе многу фалење. Не е тоа фалење. Некогаш сте броеле вкупно колку пати сте излегле на сцена, сте биле изложени на јавност? Бидејќи вие сте познати по хуманитарната активност. Не постои концерт кај што ја побарале вашата услуга, вашиот настап, вие да сте затоа ја добив мајка Тереза во вистински рад. Затоа што сум толку настапувала што не можам да ви опишам по школи, по и со вашата другарка Јасминка Чакар, само колку имате со пијано придружба нејзина? Многу. А морам да ви кажам дека доста настапував со Јасминка Чакар во Радовиш и пред тоа настапував јас и со други, ама со нејзе најмногу, скоро 40 години сум со нејзе, така да имам добиено 4 златни медали јас од Радовиш. Добро, вашиот град, ако не ве... А сега да спомнам па и дека го тоа ценат, бидејќи направив пак моја среќа, со Господ напред што викам, една недела требаше да ги однесам сите материјали со костимите, 4 костима од Кармен и што ги добив од Љубljana. Едино тоа ме малце теши, што ми дадоа бар. Сите костими во кои што сте настапувале, од 4 улоги ви ги дадоа. А овдека сите ги растурале од балетот, од Добро, зошто? Не ги чуваат како... Нема ни еден во музеот од мене костим. Ни еден. А толку Дон Карло сум имала прекрасни. Кармен сум имала прекрасни. Кавалерија Русикана пред себе, ги гледаш какви костими се. Ни еден костим не најдоа. Среќа што ги имате како фотографии, што тоа е се ставено во Фала Богу што е ставено фотографијата. и така. И после тоа имам виолина 115-120 години татко беше свирал, па јас, па брат ми и ја оставивме во спомен поставката. Али зошто реков фала му на Господ? Една недела пред тоа требаше сите тие материјали да ги донесеме во Радовиш во гимназијата. Се запали. Изгоре, да, тоа е случај. Изгоре и после тоа успеа градоначалникот Роберт Велков успеа да ни дозволат во десното крило во библиотеката, градската библиотека, и тамо ги ставивме тие костими. Па сите прибори што ги имам, тоа шминкање, каскање од тие на друго. гримиорната, да. Целата реквизита. Да, 12 паноја имам од мајка ми, татко ми, нашето детство, моите школување во Скопје, во Љубљана, па целиот ваш работен и животен век во 12 представи. Да. И така што имам 12 паноја, дури имам на една паноја имам со покојниот Глигоров, председател Глигоров, покојниот Борис Трајковски, со Црвенковски и целиот дипломатски кор. Тоа е за мене, знаете што? Тоа е едно чувство кое ме прави најбогата на светот, не во Македонија. Дека тоа сум го доживеела, така да сум имала контакти со тие луѓе и кога ја добив третата награда, третата златна медаља, покојниот Борис Трајковски, председателот, стана од први ред, беше во Радовиш, дојде со една група, 3 аута, дојде прв ми честита за златната медаља што ја добив.
И после одиме на ручек, тоа морам да го кажам. Вака седевме, кажи. И ме прашува едно друго, и после тоа вика, а кога дојдовте, кога ги си одите? Викам, па градоначалникот ми прати кола, ме зема, али реков, сега ќе гледам такси да си земам, да не ги малтретирам да си одам. Како вика со такси? Го викна тамо шоферот. Ајде, вика, госпожа Милка, колку души сте? Вика, тројца сме. Ајде, вика, Ивана може да дојде со вас. И така ме однесе вечерта, па имав настап 30 години и Јасминка Чакар имаше јубилеј во Дом армија. Оттаму отидовте? Не оттаму одев дома, ама како брзаше и вика, јас знам како, викам не брзајте толку, имам време. Јас знам дама како мора да се истушира, да се нашминка, да се облече и да оди вика таму да се распе. Значи колку беше упатен, значи не можам да верувам. И така што толку сум му благодарна, само жалам што отиде брзо. Да не испуштам можноста да ве прашам дека сте вие и вокален педагог и тоа кога ќе видиме кој завршил кај вас и какви успеси постигнува, тоа е посебна гордост. Па јас бев 15 години во факултетот за музичка уметност. После операта дојдав и дури после 30 години правев со Кармен јубилеј. А 40 години направив во Дом армија промоција на монографијата и 3 диска. Се тие дискови се еве тука се ставени, што можам да кажам прекрасно дека кога можете вашето творештво да си го имате вака документирано. Ја мислам дека тоа е единствено, тука е цел Орфеј. Тоа е ваш проект, така? Да. Тука е DVD, тоа може да е мојата емисија од Дојран до Радовиш, до Кале, факултетот за музичка уметност, опера, средно музичко училиште како предавам. Така што оваа емисија е многу. Тука сум со Фимчо Моратовски оперски арии и од Словенија имам. Тука имам само македонски. Тука имам 11 со колешката Јасминка Чакар и разни опери. А ова од Сараево ми го дадо цел Орфеј. Цела опера Орфеј. Цела опера Орфеј, да. Така што сум пресреќна што ете така имам, еве тоа мојот кавалер најдобриот во Љубљана што ова треба да биде задолжително четиво на сите оние кои што сакаат да кажат дека се уметници во Македонија и особено на оперските. Ако би биле паметни би требало тоа да го имат, затоа што тоа е едно богатство за секого. Да. Добро, ајде да останеме на таа тема. Кажете ми како ви изгледа денешната сцена, дали ги слушаат вашите совети, каде е нашето музичко место на светската мапа и како е во светот? Слушате, ви се допаѓаат мецо-сопрани, сопрани, пејачи? Мене ми се многу допаѓаат нашите солисти. Само е трагедијата што многу малку имаат представи. Во мое време колку пеевте? Каква беше динамиката? Секоја представа се даваше по 3 пати, по 2 пати, 3 пати месечно. А сега едва и премиера и реприза, еднаш така? ќе се даде и после тоа ништо. Ја сега на овој директор му кажа на се Ристов. Зашто он е родовишенец, па така можам малце по-слободно да му зборувам. Викам, слушай, мораш душата тоа да го направиш. Еднаш ќе го направиш, тие луѓе што имат пари што сака да дојдат, еве рецимо председатели, разни амбасадори, да вложат? Не, да дојдат и да платат, они може да платат повеќе. Да, со тоа и да финансиски да пензионери не можат, па со тоа е помагање. После тоа и училишта. Јас во мое време по 3-4 автобуса доваѓаа од Радовиш. Мојот братучет беше саксофон свиреше и вујко ми и двата сина. Он тога предаваше музичко. Али јас околу 10-12 видеокасети, каде год ќе одев, му донесох од разни опери. И он ги слуша и ги даваше, ги едуцирал децата, да. Купи да може видеоплеер, да може да пушта и вика, јас кога ќе направам вака, сите ќе аплодирате. Кога ќе вака, значи престануваат. Тоа е вистинско образование за публика. Чудеа, кои се овие во тие 3-4 или 5 реда првите, толку културни. Ја викам, моите Радовишани. И Кочко вика, ајде, немој да се правиш толку важна. Зошто се прави важна? А вика, моите прашате и да видите. Тоа е мојата култура, рекол, пренесена таму. Мојот братучет, тој што дига раце, тоа е мојот братучет. Ова е одличен рецепт како треба и овде да се образуваат младите генерации. Ама како не во школите, срце. Ја да идам по школите, ја ќе ги направам, ќе ги брукам, знаеш како? Каде ви е таа касета?
Каде е оваа касета? Каде е оваа касета од која слушнале опера? ли ова, сте се слушале ова? Кој никој кај не нас на знае, концертите- само мобилните и тоа. Да, не може. редовно се случуваат аплаузи каде што не треба да се случат. Но тоа се учи уште од Тоа дома и е во срце, клупите. Тоа е. Затоа јас не го зборам тоа туку така да кажам дека ете важна се правам, али моите факти ги кажам. Во тоа време тоа било така. Не можам ја да се правам важна ако не било така. Ке ми се најде некој може да ме удари, да ме утепа. Иако висира ке ту утепа неба. На колку јазици сте пееле? Сигурно на руски споменавте, на германски, Руски, на германски, италијански, француски. Француски. Тоа е оперскиот репертоар, да кажеме. Што имало во репертоарот, секако се барало на ова. Иако не сум знаела јас тоа и француски, али кога Ама ите настапив толку во Кармен Клагенфурт, Quand je vous aimerai, ma foi, je ne sais pas. Сите мисля дека знам јас, кој знае како. Музикални ова. сте, предпоставам сте влегле во улогата и Тоа без... мораш, ако ја прифатиш, мора да научиш. Кад се мора, nije тешко, onda напри доброволно, така кажу Срби. Е така. Значи, многу сум среќна што сум толку патувала и што сум толку Сте среќавале луѓе, среќавала сте со доживувале дури од успеси. Метрополитен тука кога дојдоа во операта како се вика Мадам Батерфлај гостуваше од Метрополитен и вика боже па зошто не сте вие надвор и кој ја кажав историјата беше запрепасен и вика да. штета ти збори. Вистина е штета. После тоа во оној зала сала кога исто така јас па вика како вие пеете вика мала улога а с таков глас. Викам ја пеем и Кармен и тоа. Отвори устата, значи како да се осудам, па викам како можеме ние да направиме една представа, само вие да блесете, а ние да не покажеме дека имаме квалитет. Да, и тога се извинија. Скузати. Тогаш можеме да го завршиме тука разговорот Боже, и да си оставиме простор и некогаш друг пат да разговараме затоа што вашите успеси се недобројни, а задоволствата исто толку бројни кога ги споделувате со нас сите ваши искуства од кои што можеме да учиме. Па ја мислам дека младите би требало да учат, само ми се чини многу по неодговорни се колку што ние бевме. Добро се, и во тоа време имаше неодговорни колешки кои ми заблазува, блазети ми вика. Кога дојдов од Норвешка, се припремав трети или четврти пат за Русија. Отидов сум идел до Шангај, до Улан-Удэ. И тоа морам да го кажам. Улан-Удэ пеев Кармен, а требаше и Трубадур да пеам. И сега ми вика, секретарката ми се јавува, вика, дали може да дојдеме да разговараме нешто? Викам, повелете, викам, сигурно, сега Трубадур ќе отпадне и готова. И викам, нема проблем. И они доваѓаат и викат, знаете, нашата се разболе, па бараме некоја да биде квалитет како вас, а пред тоа јас имав вечерта, имав Кармен, одушевени, што да ти кажам. И побара веднаш да влезете во... И ме побара дали може уште една Кармен и дека ќе ми доплатат. Оти Кармен е многу потешко од колку Ацучена. Како доплатување, викам, синоќ ќе ни беше генералка, утре ќе ни биде премиера. Толку бе одушевени, диригентот ме фати, ме врти, добро маестро. Цел албум имам од таа представа Кармен во Улан-Удэ. Значи, втората представа. А морам уште нешто да кажам. Па ти скрати тамо прави. После 2 години одиме со македонски композитори и кога се појавив во Улан-Удэ, таков аплауз, вика, вика, видо дека е убава, вика, види каков аплауз. И јас излегувам после мојот настап, викам, како бре, викам, ја пред 2 години овдека 2 Кармена имав. Како, вика, дури тука си била? Па да, тука сум била. И така што ме замоли оваа министерката, бидејќи не прими од почетокот, не пратеше, да ја запеам Битола. А ние на една вечера видовме дека свират наши македонски ора. И јас се земав салветката, ајде викам по мене. И имаше и од танеци, и од овие солистите, дувачки и ова. Инструменталистите од оркестарот, да. И
Кога виде она му викала на нашиот. Како бе, вика, примадона тоа да игра. Па после викам, викам да запееме, ќе ме пратите Битола. И јас ја запева Битола. И она фрапирана. Молим те на концерт, кој што цела вечерен концерт имавме класика, она ме натера на крајот да пеем Битола. Ја викам, добро бе, една жена и маж беа. Викам, добро бе, луѓе, како може тоа се после овој концерт викам да излезам да пеем. Кога излезе да се клањате, вика, ќе дигнете рацете да престанат и вика ќе почнат да пеете. И јас сега што да правам? Викам, бе молам, кога ќе почнам да пеем Битола, вие да ме пратите со пола отворена уста да ме пратите. И тоа го направивме и она вика, никогаш нема да ви заборам како гест направивте. Генијално. И како можете ви да не бидете задоволен кога една таква личност доаѓа и да ви честита и со големо одушевување, и тоа и Властимир Николовски беше, вика, ти си моје дете, бе, прекрасно, со најубавите зборови стварно. Како ќе ни ја завршите емисијата тогаш, бидејќи сега да оставате музичка трага? Со која музичка реченица? Музичка реченица не можам, иначе треба да запееме таа реченицата моја. Така, имено? Да ви се заблагодарам од се срце што ме поканивте, бидејќи на овие години стварно не мислев дека ќе ме поканите и да се видиме пак, и јако голема желба ми беше да се видиме и така да соработуваме било колку, нека биде 5 минути, 2 минути, нека биде кога ме видат нешто така да ме снимат и да ме прашат. Ќе ве викнеме и на 100 годишнината од вашиот живот. А чуве Господ, ама тоа не би сакала, зашто не знам како ќе бидам здравствено на тие години човек. Стварно, не знам зашто, јас верувам дека... Од тука до дома не знам што ме чека, или па утре, за 100 години не, ама 96 години мајка ми живеела. O sole mio, più bella in me, o sole mio, sta fronte a te. O sole mio, sta fronte a te, sta fronte a te.